Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова Телма амбуланта. Каква е улогата на првиот вратен пршлен? Доведува ли до здравствени тегови неговата диспозиција? Доколку имаме некакви здравствени проблеми, дали со неговото местење, со местењето на првиот вратен пршлен, можеме да си го подобриме квалитетот на живот. За сето ова повеќе од разговорот со гостинот кој што е денеска во студиото на Телма, доктор Адмир Демировиќ од Релакс центарот. Докторе, добар ден и добре дојдовте во Телма амбуланта. Како изгледа првиот вратен пршлен? Колкав е? Како се нарекува? Првиот вратен пршлен, односно атлас, е овој дел тука, односно пршленот кој што ги споја главата и останатиот дел од трбетниот столб. Многу битен пршлен поради самата негова местоположба, поради тоа што и за разлика од останатите пршлени е единствен со самото тоа што тој ја придвижува главата лево-десно горе-долу. Неговата местоположба, односно и самата функција што извршува, ја добил според грчката митологија, односно според Атлас, богот Атлас, кој што ја носел земјата цел свој живот на своите рамена. На своите плеки, така. Да. Се работи за инаку за многу мал пршлен. Да, мал пршлен, за разлика од останатите. Со мала тежина, да. А сепак има навистина голема функција, како што ни појаснивте. Па каква е улогата врз нашиот организам? Може ли да доведе до одредени здравствени тегоби неговата диспозиција? Односно, доколку изротира? Ротација. Неговата ротација, изротираност, односно таа неправилна местоположба на самиот атлас, односно ротацијата што ја имаме, која што може да биде вродена поради положбата на, односно на самите бебиња во мајчината утроба, подоцна и како деца со неправилно седење, неправилно држење, неправилно стоење, односно и некои тешки чанти носење, доведува до различни тегоби. Но имаме три врсти на симптоми кои што тој може да ги даде, односно циркулаторни, нервни и симптоми поврзани со статиката, односно балансот на самото тело. За да им биде појасно на гледачите зошто сето тоа може да се случи, да погледнеме едно видео кое што ќе даде одговори зошто изместениот атлас предизвикува здравствени тегоби. Погледнете. Дали знаете дека се раѓаме со повеќе или помалку ротиран прв вратен прешлен, така наречен атлас? За враќање на атласот во природна положба, потребен ви е само еден третман. Атласот е прв вратен прешлен на кој лежи черепот. Името го добил по митолошкиот бог Атлас, кој бил принуден цела вечност на грб да ја носи земјината топка и поради тоа имал многу проблеми. Атласот ни овозможува да ја движиме главата напред-назад и да климнеме потврдно со неа. Кога ја вртиме главата лево или десно, атласот се врти на вториот прешлен, аксис, и ни овозможува, помеѓу останатото, одречно да ја движиме главата. Во однос на черепот, атласот понекогаш може да се најде во неповолна положба, и тоа со лесно придвижување или вртење околу својата оска. Доколку атласот не се наоѓа во правилна положба, доаѓа до стврднување на горната вратна мускулатура. Поради тоа што мускулите се тетиви кои го спојуваат черепот со атласот, кога се истегнати и напнати, водат кон тоа атласот да биде постојано искривен. Погрешната положба на атласот може да предизвика низ за тешки и болни проблеми, кои се влошуваат со текот на времето. Но да го погледнеме проблемот детално од непосредна близина. Низ внатрешноста на атласот поминуваат голем број вени и артерии, кои овозможуваат проток на крвта до мозокот. Тука спаѓа и вертебралната артерија, која поминува низ страничните продолжетоци на сите вратни прешлени, вклучувајќи го и атласот. Пред атласот поминува уште една важна артерија. Артеријата каротис интерна, која влегува во черепот.
доколку атласот е лесно поместен, може да предизвика прекумерно истегнување на вертебралната артерија, со што се намалува протокот на крвта до малиот мозок. Од друга страна, атласот може да дојде во таква позиција да врши притисок на артеријата каротис интерна и при тоа доаѓа до намален проток на крвта до мозокот. Погрешната положба на атласот предизвикува низа проблеми кои често се повторуваат, тргнувајќи од главоболки, односно мигрени, од болки во вратот до вкочанет врат, од болки во рамената до трнење на екстремитетите, како и болки во грбот. Погрешната положба на атласот не влијае само на циркулацијата на крвта, туку и на нервниот систем. Непосредно пред атласот поминува нервот вагус, кој е еден од најважните и најразгранети нерви од вегетативниот нервен систем и е задолжен за бројни функции во нашето тело. Една од главните функции на нервот вагус е да го поттикне создавањето на желудочната киселина, како и да управува со работата на цревата. Доколку атласот врши притисок на овој нерв, се јавуваат бројни проблеми: вртоглавица, мачнина, губење рамнотежа, ненадејна несвестица, бледило или црвенило на лицето, прекумерно потење, подригнување, гастритис, затвор и така наречен синдром на раздразливо црево. Нервот вагус ги регулира и отчукувањата на срцето, па оттука дисфункцијата на овој нерв е една од причините за тахикардија, односно забрзана работа на срцето, но и за појава на низок или висок притисок. Покрај сето ова, погрешната положба на атласот предизвикува и нерамномерна распределба на тежината на главата врз хрбетниот столб. Обидот на телото да го компензира овој проблем предизвикува проблем со рамнотежата, што пак влијае врз целиот коскено-мускулен зглобен систем. Ова значи функционална сколиоза, разлика во висината на рамената и колковите, нееднаква должина на нозете со многу негативни последици, кои притоа може да настанат. Трајната нерамнотежа предизвикува преоптоварување на некои мускули, при што тие се истегнуваат и вршат притисок на нервите и на крвните садови. Понекогаш болките во колената, колковите и нозете се всушност резултат на погрешната положба на атласот, а за тоа не сме ни свесни. До неодамна не беше познато дека погрешната положба на атласот е причина за многу тегоби и болести. Поради тоа, пациентот често беше принуден со години да трпи сериозни потешкотии, без да ја знае причината на проблемите. Погрешната положба на атласот може да се види на рентгенска томографија или на магнетна резонанца. Направена е повеќе годишна студија која ова го докажува. Пациентите тешко можат објективно да ја проценат положбата на сопствениот атлас. Поради ова, често се случува терапевтите да ја искористат можноста и да понудат корекција на атласот, која всушност само ќе ги опушти мускулите на вратот, но нема да направи вистинска корекција на положбата на атласот. Важно е да се разбере дека корекцијата на атласот не бара никаква диагноза и постоење на симптоми на болест. Не пречи ако примете терапија. Положбата на атласот може и треба да се коригира превентивно. Целта на корекцијата на атласот е да се врати телото во оптимално функционална состојба, со враќање на атласот во неговата природна положба. Да, видовме на каков се начин изместениот атлас може да предизвика здравствени проблеми. Докторе, колкав процент од луѓето имат всушност изместен атлас, а не се свесни за тоа? Па во најголем процент, односно над 90% од популацијата имаат ротиран прввратен пршен, односно атлас, но сепак секако не се оттеговите кај секој од нас, односно кај секој поединец. А што се може да биде причини? Вие наведовте неколку пред да го пуштиме видеото. Дали се дечкиот начин на живот, неактивноста влијае на овој проблем? Нормално, како што кажавме уште
пред малку, пред видеото, самата ротираност, односно главата кај секој нас од 5 до 7 килограми тешка, кога сме во исправна положба. Што повеќе наведната главата нанапред, таа може да изнесе и до 25 килограми. Каде што доколку имаме дисбаланс, односно изротираност кај првиот вратен пршлен, таа тежина неравномерно се пренесува на останатиот дел од ребетниот столб, а додатно и самата наша, како да кажам, неравномерна седечка положба, стоечка, како што видовме во видеото, во самото видео, дека и имаме и пократка една нога, е поради самата ротација што го имаме кај атласот. Па се уваат, значи, тегови кои што доведуваат, односно до намалување на тие меѓупршленски простори, стеснување на истите и допирање на нервите. Докторе, а што е со повредите? Се случува да учествуваме во некоја сообраќајна незгода, да не биде толку сериозно да удриме со главата на држачот од седиштето. Може ли тоа да направи проблем? И некоја таква ситна повреда? Падовите. Сме имали кај скијачи пациенти кои што падовите, некоја сообраќајна незгода, се извинам, може да доведе до уште поголема ротација на првиот вратен пршлен. Таа зголемена ротација ги дава уште повеќе тегобите по назначени кај самиот пациент, каде што подоцна се манифестираат со болка. Зависност од тоа во кој дел на рбетниот столб. Доколку промените се во вратниот дел, може да имаме стеснување на, значи, на тие меѓупршленски простори, односно допирање на самите нерви во цервикалниот дел, значи на рбетниот столб, па болки во вратот, болки во задниот дел на главата, болки во рамената, плешките, трнење на раците, трнење на самите прсти, па дури вртоглавица и зуење на уши кај самата спондилоза. Тоа значи диспозицијата на првиот вратен пршлен влие на сите останати пршлени, значи на целиот рбетен столб. Овој проблем се јавува ли кај децата? Најчесто кај децата, затоа што нормално и таа се една ранлива популација, но затоа што како што спомнавме на почетокот на емисијата, ротацијата е и вродена кај нас, но во мал процент, каде што спомнавме со неправилното седење, неправилното држење, па и некои надворешни влијанија како сообраќајни незгоди доведува до зголемена ротација, така и кај децата. Па со зависност од тоа може да се јава, значи, и тегови исто и кај нив. Во видеото видовме дека таму минуваат многу важни крвни садови, потоа нервус вагус, значи нерви. Која е улогата на нервус вагус и какви се проблеми може да се случат доколку овој нерв биде потиснат? Сега, поради ротацијата кај првиот вратен пршлен, односно неговата ротација може да доведе и до допирање на нервус вагус, кој што поминува предната страна, многу битен нерв во самото човеково тело. Зошто? Заради тоа што ги нервира внатрешните органи кај секој од нас. Па може да доведе и до тахикардија, аритмија кај срцето, може да доведе до зголемено влачење на желудочен сок, што е, да не речеме безмалку повеќе, дава гастрични тегоби, односно појава на така наречени киселини, па подоцна може да имаме и нагризување на самата слузница на желудникот, односно на 12 палечно црево, па појава и на гастрични тегоби кои што може да доведат и до, да не речеме, до посериозни руптури на самата слузница. Дали погрешната положба на атласот понекогаш може да доведе до психолошки проблеми, до психички проблеми? Па нормално, поради тоа што зошто циркулацијата доколку се наруши кај самите пациенти, секој од нас, зависност од тоа, организмот различно делува, односно различно го поднесува сето тоа. Па и самото намалување на крвта кон самиот мозок доведува до такви нарушувања кај пациентите. Многу луѓе се жалат на главоболки, на вртоглавици. Тоа е еден константен хроничен проблем за кој што не може да најдат решение. Дали понекогаш одговорот лежи во положбата на атласот? Секако. Најчесто пациентите кои што доаѓаат кај нас доаѓаат токму со тие проблеми. Вртоглавици, болки во плешките, болки во рамената, па дури и неможност за седење од самите вртоглавици и неможност нормално за секојдневно функционирање. Како што видовме во видеото, поради ротацијата доведува до стеснување на самите артерии, односно артерија вертебралис и артерија корицинтерна, благо намалување на циркулацијата која што имаме кон главата и влијание на
понатамошните активности кои што ги има мозокот. Зошто? Поради тоа што може да се јават вртоглавици, намален вид исто така, зуење на уши, главоболки, па дури и мигрени. Дали пациентите кои што доаѓаат кај вас низ годините се сомневале дека имаат ваков проблем, изместен вратен пршлен, или одговорите ги барале на други места? Нормално, секој од нас прво почнува да си ги бара одговорите и можеме да кажеме дека последна станица сме им ние, каде што пробале сегде, но виделе дека и после поголем временски период немале никакви подобрувања, односно од ден во ден имало влошување на самите симптоми кои што тие ги имале. И имавме пациентка пред одреден период каде што била со вртоглавици и главоболки, па да според нејзини кажувања дури 25 години, каде што после местењето на атласот, после одреден период самите тие исчезнаа. Како изгледа третманот за местење на вратниот пршлен атлас? Третманот се состои од тоа што нормално пациентот во разговор со докторот му ги дава соодветните анамнестички податоци, каде што подоцна докторот може да утврди дали е или како настанале сите тие промени кои што ги има самиот пациент. Се прави, значи, таа анамнестичка, се зема таа анамнеза, се завршува со тој дел, односно анамнеза, земање на податоци, се внесува пациентот во другата просторија каде што нормално со физијатриски преглед се гледа какви се промените, дали има промени, дали има ротација на самиот атлас, промената на должината на нозете кај одредени пациенти знае да биде значително голема, односно преку сантим дури до 2, каде што подосна се гледа и дали има искривување на одредени делови од орбитниот стол. Потребна ли е рентгенска снимка или снимка со магнетна резонанца? Да, нормално секој од пациентите кои доаѓаат кај нас претходно имаат направено веќе такви снимки и ги носат со себе. Пожелно да си ги донесат, но физијатрискиот преглед може да се изврши без нив. Нормално. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме со детали околу начинот на кој што може да се врати атласот во нормалната положба и секако придобивките од овој третман. Останете на Телма. За местењето на првиот вратен пршлен денеска зборуваме со доктор Адмир Демировиќ од Релакс центарот. Докторе, споменавте навистина цела низа на тегоби кои што може да се јават како последица на лошата положба на атласот. Дали понекогаш и перисталтиката на цревата може да биде засегната, односно да имаме стомачни проблеми конкретно со цревата, а проблемот да произлегува од вратот? Како што ги спомнавме преска гастричните тегоби, нормално и тегобите од кои што потекнуваат од страна на нервус вагус може да доведе до пореметување на перисталтиката на цревата, каде што подоцна имаме несекојдневно празнење, па нормално со самото тоа доаѓа до закиселување на крвта, каде што сите знаеме денеска со самото закиселување на крвта може да дојде до полесно појава на канцерогени клетки. За жал. Така, значи навистина широк спектар на болести може да се јават како последица на изместениот атлас и сега споменавте дека тоа може да се реши во вашиот центар. Се употребува ли некоја специјална машина за да се некој специјален уред за да се намести атласот? Како го местите? Нормално. Тоа се изведува, значи, во прво пациентот, како што спомнавме, со сите тие анамнестички податоци, подоцна се легнува пациентот на кревет да се направи тако физијатриски преглед, доколку планираме, односно увидиме дека имаме ротација на првиот вратен пршлен, атласот се мести во седечка положба. Со самото тоа, траењето на самата процедура, односно на местењето на самото местење на атласот трае од 3 до 5 минути во зависност од таа ротација колка е. Дали е кај некој поголема, кај некој помалку и во зависност од тоа со како што спомнавте со што се изведува, односно се изведува со вибромасажер, односно апарат кој што е контролиран од страна на докторот
Самата метода е безопасна. Нема никакви проблеми, се може да се изведе и кај деца. Каде се поставува? Се поставува на вратот? Се поставува, да, во задниот дел на вратот. Добра. И во зависност од тоа колка е ротацијата, се прават толку повторувањето од едната. Значи тоа се вибрации. Да. Како знаете дека е наместен атласот? Па нормално после завршувањето на работата со машината се проверува дали имаме колку и уште дали е потребно да се направат репетиции со самиот апарат и да се види, односно и подвижноста на самиот врат, односно на главата. Чувствуваат ли нешто пациентите во тој момент? Болен ли е третманот? Болен. Нормално, болката кај секој од нас е индивидуална. Зошто? Затоа што правот на болка кај секој од пациентите, односно од нас, зависно од тоа каков е личниот, како да кажам, осет на самиот така, пациент. Прагот на болка прагот каков на болка е? Дали е некој голем или се почувствителни, некој се помалку чувствителни. Но сепак можам да кажам дека не е толку страшно, затоа што го правеле деца и под 5 години, па и дури возрастни лица и околу 90 години. Така да може воопшто да кажеме дека не е нешто кое што има страшна болка. Туку е подносливо за време. И вие го имате направено овој третман? Нормално. За да имаш на пациентот како да му го објасниш, нормално и да подлегнеш на таков третман, за да можеш самиот да му доловиш, односно јас немав никакви тегоби. Заборавивме да спомнеме, атласот не мора значи да се намести доколку имаме некакви тегоби, пожелно значи, и превентивно сега. Вие превентивно го наместите? Јас кај себе, односно мојот ментор инструктор Ката Сарваш ми го има наместено превентивно, поради тоа што немав никакви тегоби. Но пожелно е нормално за да немаме понатамошни тегоби во текот на животот, доколку има ротација, каде што ако сме во тие 90 и кусур проценти од населението кој што го има веќе ротирано предвратен пршлен, пожелно е и без тегоби, односно превентивно се намести. Колку третмани се потребни? Третмани, тоа е исто често поставувано пашање од страна на пациентите. Третманот еднашка се прави. Репозицијата само еднаш? Да. Со оваа метода која што ние го правиме, се прави еднашка. Нормално може да дојде до изместување во екстремни ситуации, односно голем пад, не дај Боже некоја сообраќајка или па да спомнеме некое силно влечење на главата, односно вратот од страна на некој друг манипулатор, односно. Но во принцип не би требало да се направи повеќе од еден третман. Еднашка е доволно. Односно со еден третман се постигнува репозицијата на самиот атлас. Така, откако ќе се постигне репозиција на првиот вратен пршлен, потребно ли е пациентите да прават некакви вежби во домашни услови? Секако. Пациентите, можам да кажам дека секој од нив, кога ќе дојдат и кога во текот на анамнестичките податоци можеме да кажеме дека можам да заклучам, па и повеќе да не кажам секој втори, секој пациент има намален внес на течности. Зошто? Затоа што кога ќе ги прашаме 1 до 2 чаши дневно, што е многу малце, вода, сите знаеме дека на дневен внес на течности мораме да имаме од 2 до 3 литри, односно на 25 кила треба да имаме литро течности днес дневно. Со самото тоа треба да пијат вода и да се придржуваат на вежбите кои што во зависност од тоа какви тегоби имаат, докторот ќе ги каже и треба да се придржуваат за понатаму за да имаат побрз и подобар ефект во опоравување. Обично какви вежби им давате? За врат некакви вежби? Да, што значи тоа? Статични. Па немаат многу големо разгибавање, односно може во секоја доба човек да го направи. И колку време по третманот е потребно да се изведуваат? Се во зависност од самиот пациент. Значи самата тегова колку има. Обично колку време по третманот забележуваат подобрување кај симптомите? Да, и тоа е многу битно прашање. Зависност од тоа какви тегоби има пациентот. Кај некого вртоглавиците веднаш исчезнуваат доколку се дошле порано. По самиот третман вртоглавиците исчезнуваат. Кај нив можам да кажам дека имаме најголем ефект во набрзано отстранување со самиот третман, каде што другите, значи, тегоби и
треба постепено регенерација на самото ткиво за да се намалат симптомите, односно за да дојде до нивно исчезнување. Обично за какви проблеми најчесто се јавуваат кај вас? Па, како што спомнавме, главоболките, зуењето во уши, вртоглавиците, болките во плечките, во рамената, тренењето на прстите, неподносливите, па дури и болките во долниот дел на рбетниот стоп, односно во крстот, тренење на нозете, исто така. Сето тоа каде што репозицијата, односно самиот изместен атлас може да има влијание, се јавуваат луѓето и нормално ние сме тука на располагање за да... доаѓаат ли понекога за превентивно да го наместат или се уште таа информација не е стигната до луѓето дека можат и да влијат на превенцијата кај овие Да, секако. Најчесто превентивно тие што го местат се луѓе кои што во својата фамилија имале некој во потесното семејство проблем кој што претходно го има наместено на атласот, видел полза од него и нормално тие дошле подоцна превентивно да го наместат. Имаме цели семејства кои што го сториле тоа. И децата? Да, секако и децата. На која возраст обично се децата кога ги носат? Па, сме имале пациенти од 4-5 години, па и навар. Има некоја долна граница за деца? Па нема. Може секако да се намести кај бебиња, но нормално. Луѓето не се осудуваат кај децата да го направат тоа. Секако. Горна некоја граница? Со оглед на тоа дека многу луѓе имаат остеопороза и слично, тие проблеми не се индикација за правење или не правење на третманот? Има некој што не смее да го направи или можат сите да го изведат? Проблеми, односно контраиндикација кај репозиција на самиот атлас можеме да имаме само при некоја хируршка операција претходно извршена од тој дел на вратото или свежа рана каде што не би можела да се аплицира, значи односно да се направи репозиција. Како може да закажат оние кои што се заинтересирани да дојдат во релакс центарот? Нормално, тоа може да го направат значи на телефонскиот број 071 333 999, каде што претходно ќе им се каже, односно ќе им се закаже термин. Нормално, според пандемија ги сочуваме мерките, па затоа мора претходно да имаме заказан термин, каде што ќе се придржуваме значи до основното пациентот да си има свој термин за да не имаме мешање на самите индивидуи. Значи претходно мора да се закаже, претпоставам дека се почитуваат сите мерки на предпадливост во услови на пандемија, бидејќи на почеток секако постоеше страв кај луѓето, сега со спроведувањето на протоколите сигурна сум дека се веќе поопуштени и дека доаѓа да си ги решат и останатите здравствени проблеми, бидејќи не е само вирусот причина за страв и за проблеми. Да, и секојдневното неможноста за функционирање секојдневно што го имаат нормално ги тера пациенти да се изнајдат решение за своите проблеми. Во кој дел од денот обично функционирате? Наутро, попладне? Имаме ние значи термини кои што според зафатеноста можеме да им кога ќе се јават пациентите работиме значи од 9 часот па до 16, во зависност од тоа кога имаме термини може да закажат на 071 333 999. Центарот како што знаеме на истата местоположба во кругот на државната болница, односно на клиниката клиниките Мајка Тереза, на вториот влез позади школото Панче Караѓозов. Кога ќе дојдат пациентите кај вас, понекогаш потребно ли е да ги ослободите од стравот? Сепак постои страв ако некој треба да чепка по першлените, вратни и слично? Нормално. Секој пациент има доза на страв во себе. Односно и да нема длабоко во себе тоа е потиснат. Нормално секој доктор треба да има пристап кој што пациентот би го опуштил, односно да му влее само доверба, каде што подоцна би можел да манипулира, односно да ја извршим репозицијата на самиот атлас. Успевате брзо да ги опуштите? Се зависност од пациентите. Некои кога ќе дојдат во тандем, така е наречено, тој што има поголем страв нормално иде втор, за да види дека не е ништо страшно во самата репозиција и дека нема некаква голема манипулација каде што би можеле да направиме, односно дека сета таа манипулација, репозиција на самиот атлас е безбедна 100%.
И сосема на крај еве една порака до гледачите, дали доколку имаат еве вакви тегоби, треба да чекат или веднаш да се јават и да направат репозиција на атласот? Нормално. Доколку и да немаат, пожелно е, како што кажавме, превентивно, но и со самите тегоби кои што ги напоменавме, сите овие тегоби што ги имаат, пожелно да се јават и порано да си го решат проблемот. Ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и што на еден убав начин ни појаснивте какво се влијание има првиот и мал вратен пршлен врз здравјето на човекот. Ви благодарам и на вас. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Гледајте не секој работен ден во редовниот термин на емисијата 12 часот и 45 минути, кога обработуваме разни теми од областа на здравството и секако добивате конкретни препораки за тоа како да го зачувате и подобрите вашето здравје. Останете во добро здравје и се гледаме повторно утре. До гледање.